Добар ден, прво информативно издание на вестите за денес. Еве што ќе гледате. Од понеделник започнува снимањето на францускиот игран филм Афонт во Македонија. Филмот ќе се снима околу Скопската обиколница. По повод Денот на независноста, општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција, која ќе се одржи во понеделник од 9 до 16 часот во локалната самоуправа. Ќе се асфалтира една од најпрометните улици во Штип, која води од влезот на Штип кон централното градско подрачје. Станува збор за улицата Борис Кидрич. Вчера на мини плоштадот во Штип од страна на Унијата на жени на ВМРО ДПМН се одржа хуманитарна акција. Собраните средства во материјална вредност ќе бидат доставени на лицата од социјално ранливата категорија. Под мотото "Биди хуман", Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Штип на плоштадот на пријателството организираа хуманитарна акција за донирање на материјални средства наменети за лицата од социјален ризик. Штипјани уште еднаш ја покажаа својата хуманост и уште на почетокот од закажаното време кутии со разни предмети се доставуваа на плоштадот. Различни работи, почнувајќи од средства за хигиена, облека, обувки и други предмети кои што се употребливи, а можат на некого да му се најдат. Имаме одзив од денешната акција, задоволни сме од тоа што до сега е собрано и се надеваме дека во следниот период ќе бидат собрани уште повеќе донации од нашите сограѓани, за да можеме да ги однесеме онаму каде што е навистина потребно. Во хуманитарната акција се приклучи и пратеникот во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски, кој овој пат и тој ја изрази својата хуманост и донираше за лицата на кои што најмногу им е потребно. Хуманите жени од Унијата на ВМРО ДПМН, секако и нашите сограѓанки, донира облека, обувки, школски прибор и се она што е потребно за да можеме да помогнеме и да стоплиме некое срце на оние кои што нема. ВМРО ДПМН редовно ги прави активности, значи покрај хуманитарните акции одржува и трибини, редовни контакти со граѓаните, секако и со членството. Сега е вон изборен период, меѓутоа ние продолжуваме и сакаме да останеме блиску со граѓаните и блиску со народот. Со оглед на почетокот на учебната година, граѓаните кои потешко се справуваат со трошоците, покујкнината, облеката и приборите за училиште кои можевме да ги забележиме во кесите на граѓаните кои донираа, ќе бидат навистина од големо значење на оние кои што им е потребна помош. Виничани имаа ретка можност во пријатно друштво на младата поетеса Александра Велинова Радевска да го споделат искуството на 70 славни личности за начинот на кој ги заработиле и потрошиле првите пари. 70 славни личности со исто толку различни искуства за начинот на кој ги заработиле, но и потрошиле првите пари. Сите овие познати личности од Десма, Сашко Куцев, Зоран Заев, Радко Димитровски, Васил Зафирчев, Срđan Керим, Амди Бајрам, Татјана Стојановска го откриваат превезот на тајната за парите, без оглед колкави се тие и на кој начин се заработени и потрошени, за да покажат дека вложениот труд, желбата за успех секогаш водат кон саканата цел. 70 изјави во форма на мини интервјуа се комплетирани во делото "Како ги заработив првите пари" од авторот Александра Велинова Радевска. После промоцијата во Велес и виничани ги споделија искуствата на познатите. Искрено сум изненадена од одзивот на публиката, наистина мал град, меѓутоа многу читатели. И ме радува што е така, што живее градот на културен план, што директорката на библиотеката Ванчо Парке се ангажира да ги доближи македонските автори до читателската публика, нивните дела. Секако тоа е начин да се чита домашна македонска литература, затоа што постојано се жалиме дека се чита странска литература, не се чита домашна, како би се читала ако не се организираат промоции. Како што вели Велинова, инспирирана од големите и брзо остварливи сонови на младите генерации без работа да дојдат до пари, со ова дело сакала да пренесе една многу битна едукативна порака. Овие личности ги гледаат младите, имаат многу фанови пред се, младите ги гледаат како идоли. И мислам дека без да се наметнуваат или да сакаат директно да ги гледаат на младите,
индиректно ќе им влијат. Ќе ги води љубопитството младите да прочитаат, да не ги менувам конкретно сите, ги има 70. Значи, од спортисти, уметници, политичари, дипломати, како ги заработиле првите пари. Затоа што ние сме, да си признаеме, по природа и љубовитен народ, кој сака да начнеме интимата на јавните личности, меѓутоа оваа книга носи многу повеќе од условно пикантерија, не може да се каже затоа што е лична исповед, интимна исповед на јавните личности, носи повеќе пораки, градење работни навики од мали нос, рационален однос кон парите, инвестирање во воспитување на децата, а не обезбедување материјални добра. Така што мислам дека јавните личности, за да го привлечат сами по себе вниманието кај младите, да, меѓутоа многу посилни се оние пораки кои имаат 70 различни пораки до младите во поглед на градењето на нивната натамошна кариера. А сите генерално имаат различни пораки, меѓутоа генерално имаат иста порака дека секоја честно заработена пара е доброведена и дека не треба да се срамат од ниедна работа која им носи честно заработени пари. Оваа млада авторка е дипломиран новинар со 10 годишно искуство во пишаните електронските медиуми, а зад себе има веќе 4 книги, од кои 2 стихозбирки. По повод Денот на независноста на Република Македонија, Општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција, која ќе се одржи во понеделник 7 септември од 9 до 16 часот во просториите на локалната самоуправа. Со крводарителска акција општинската администрација во соработка со Црвениот крст ќе го одбележи 8 септември Денот на независноста на Македонија. За акцијата да биде поуспешна и да се соберат што поголем број на крвни единици, свој придонес можат да дадат и граѓаните на општина Штип. На 7 септември, значи тоа е во понеделник, ќе организира крводарителска акција на која што може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, а во најголем дел истата е посветена на администрацијата во локалната самоуправа, повеќе до сите наши колеги и воедно до сите граѓани на Штип да помогнат со тоа што ќе даруваат крв, да спасат животи на некој начин хуманитарно, така да кажам да го одбележиме овој 8 септември Денот на независноста на Македонија. Годинава Општинската организација на Црвениот крст Штип има организирано на 30 на хуманитарни акции за собирање на најдрагоцената течност. Во периодот што следи покрај организирање акции за собирање крв се подготвуваат и за државниот надпревар по прва помош. Во наредниот период редовно ќе се организираат месечно по 1 до 2 крводарителски акции. Во наредниот период ни следува и учеството на државниот надпревар по прва помош, кој што оваа година се организира во Крива Паланка. Екипата која што победи на општинскиот надпревар се подготвува под полна парија и се надеваме на добри резултати. Локалната администрација од Штип е една од ретките која редовно се вклучува во акции за дарување на крв, помагајќи им на сите оние кои имаат потреба од оваа течност која живот значи. И покрај скептицизмот од страна на дел од штипјани, посебно кога станува спор за асфалтирањето на уништените градски улици, градоначалникот Илчо Захариев најавува асфалтирање на една од најпрометните улици, Борис Кидрич, која води од влезот на Штип кон централното градско подрачје. Штип како модерен град со уредени паркови површини, уредени кеови и шеталишта на реките Брегалница и Отиња, со асфалтирани улици како во градот, така и во приградските населби. Ова се само дел од приоритетите на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. За 2 години колку што е начело на општината, многумина не можат да го препознаат градот, посебно централниот дел, а мора да се земат во обзир и сите активности околу уредувањето на останатите населби. Само за ваша информација, значи ние правиме максимални напори да ни влезе во програмата на владата Браната Отиња, да видиме ако тоа успееме ќе биде тоа добро. Се на се она што се работи во овој миг, граѓаните тоа го гледаат секојдневно. И фактот дека ние не застануваме, не одмараме, дури зимски период ќе градиме, покажува колку сме посвети на граѓаните, бидејќи ние ветивме на граѓаните дека Штип ќе биде препороден град, а достоинството на Штип не мора да биде вратено и Штип мора да биде втор град после Скопје по својата убавина, по својата среденост, по својата инфраструктура. Дел од последните активности е реконструкцијата на улицата Вардарска, која беше рак рана за сите оние кои се директни учесници во сообраќајот, сопствениците на автомобили и пред се пешаците. Проектот за нејзина реконструкција постои одамна, но како и останатите нереализирани проекти, Захариев одлучи да го преземе и овој и да го реализира до крај, и тоа во најкраток временски период. Во тек е реконструкцијата на водоводната и канализациона мрежа, пошто веднаш ке следува нејзино асфалтирање.
Уште една градска улица која е очајно руинирана, уништена и од многу одамна постои потреба за нејзина реконструкција е улицата Борис Кидрич. Кога ќе решиме Вардарска, ние ќе направиме одлични услови да жителите поминуваат од оваа улица. Таа ќе биде убави тротоарски решенија, ќе се гради во две фази. Првата фаза е од Пиринска се до улица Карл Маркс. Борис Кидрич во овој момент исто приоритетна за работење, но мора да кажам дека таму имам исто комплетна промена на целата подземна инсталација, значи дали се работи за канализација и водовод, и тоа мора да го решиме заеднички, така да не смееме во овој миг ние да започнеме нешто неспремни и жителите да не чекат со години да го тоа завршиме. Ние работиме на принципот максимално припремени, стартуваме, најкасно за 30 дена се да биде завршено, да жителите не почувствуваат дека ние сме неодговорни према нив и им ствараме секојдневни сладки главоболки. Според Захариев, улицата Борис Кидрич ќе се санира во текот на наредната година. И не само оваа улица. Целта на оваа локална власт е да не остане несредена улица во општината и онаму каде нема инфраструктура и тоа да биде завршено. Единствено што бара Захариев е граѓаните да бидат трпеливи. Нема да биде запоставен ниту еден жител на Штип. Дозволено е да критикуваат, истакна Захариев, да даваат предлози и идеи. Се ќе биде прифатено и реализирано во рамките на буџетот на општината. За сега тимот со кој јас раководам и луѓето кои се околу мене навистина се максимално посветени со активното учество во тендерските постапки да направиме навистина коректни тендерски постапки и постоечките пари да ги направиме да бидат 10 пати повеќе искористени и место една улица да направиме да речеме 10 улици. Тоа е нашиот принцип и така ќе биде. Од понеделник ќе почне снимањето на францускиот игран филм Афонт во Македонија. Филмот ќе се снима околу Скопската обиколница, а поради истиот од понеделник ќе има измени во сообраќајот. Обиколницата околу Скопје ќе биде простор каде ќе се снима филм. Станува збор за снимањето на филмот Афонт од режисерот Никола Бенаму во продукција на француската Шик Филмс во соработка со македонската продукција Мануфактура. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски заедно со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на пресконференција ги соопштија деталите за одвивањето на сообраќајот околу патот Велес-Градско за време на снимањето на филмот. Почнувајќи од 7 септември на овој дел од Македонија ќе има посебен режим во сообраќајот. И ние како Министерство за транспорт и врски на некој начин сме вклучени во самиот проект, кој уште еднаш го покажува интересот на земјата за развој на филмската индустрија. По поднесеното барање од страна на Мануфактура продукција од Скопје врз основа на добиена согласност на Министерството за внатрешни работи, нашето министерство го издаде одобрението за време на измена на режим на сообраќај на делница 3 автопат 2 од Кучка Хиподром до Кучка Сари. Ваквото одобрение е издадено врз основа на изработен сообраќајен проект за временно одвивање на сообраќајот. Согласно тоа, обиколницата Скопје до Кучката Хиподром до Кучка Сари ќе биде затворена за сообраќај од 7 септември до 11 септември, потоа од 14 септември до 18 септември, од 21 септември до 25 септември и 28 септември секој ден од 7 часот до 19 часот. Тоа подразбира дека овој временски период додека се снима филмот, оваа автопатска делница ќе биде затворена. Имено во овие денови сообраќајот ќе се нормализира од 19 часот па 7 часот наутро. Исто така сакам да најавам дека продукцијата ќе сними сцени за филмот и на автопатската делница Николина Белес, зашто овој дел од автопатот ќе биде затворен во период од 21 ден и тоа од 29 септември до 2 октомври, потоа од 5 октомври до 7 октомври, од 14 октомври до 16 октомври и од 18 октомври до 23 октомври. Исто така во период од 7 часот до 17 часот. Инаку оваа француска филмска продукција ќе инвестира околу 4,8 милиони динари за реконструирање на патниот правец Велес-Градско, а како што посочи министерот Мисајловски, наплатата ќе се однесува по просекот на возила кои минуваат дневно по овој патен правец. Инаку во овој филм ќе бидат ангажирани околу 100 професионалци од Франција и околу 400 статисти од Македонија. Со снимањето на овој филм нашата земја ќе биде промовирана во повеќе странски држави. Шпанската полиција ја откри најголемата плантажа со канабис во Шпанија, во рејонот на градот Албесете, во југоисточниот дел на земјата, при што се уапсени и 6 лица. На плантажата се засадени околу 75.000 растенија канабис со вкупна тежина од 5 тони. Таа откриена среде фарма со плоштина од 3 хектари. Според шпанските медиуми, плантажата би можела да биде и најголемата во Европа.
На границата на Австрија со Унгарија рано изутринава пристигнаа првите автобуси со 400 бегалци, а поради нив времено е блокиран сообраќајот во правец кон Виена. Мигрантите ја поминале границата пеш и оние кои сакаат да заминат во Германија се качеле во специјален воз на железничката станица Никелсдорф. Останатите кои сакаат за солниште во Австрија се префрлени во концертната сала Нова Крок. Австриските власти соопштија дека денеска очекуваат прилив на 800 до 3000 мигранти од Унгарија. Стейт Департментот формира работна група која ќе помогне за координирањето на американскиот одговор на европската криза со мигрантите, изјави потпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби. Кирби истакна дека САД одвоиле 26,6 милиони долари за Агенцијата за бегалци на Обединетите нации, со цел да обезбеди храна, вода и прва помош за мигрантите кои патуваат преку Грција, Македонија и Србија. Рафаел Надал за прв пат во кариерата пропушти предност од 2 сета на Гранд Слем турнир, откако беше елиминиран во третото коло на US Open од италијанецот Фабио Фонини. Во меч кој заврши во 2 часот наутро по локално време, носител Фонини го победи Надал со 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 и 6-4, прикинувајќи низата на шпанецот од 10 години со барем една Гранд Слем титула во годината. Надал загуби во четвртфиналето на Австралискиот Оупен и Ролан Гарос и во второто коло на Вимблдон. Надал, кој освои 2 од своите 14 Гранд Слем титули на Флешинг Медоуз, не само што имаше предност од 2 сета, туку и водеше со брейк со 3:1 во третиот. Меѓутоа предноста не успеа да одржи и Фонини почна да ризикува повеќе и на крајот заврши со двојно повеќе победнички топки од Надал, 70 во споредба со 30. Со надпреварот Чешка-Естонија денес во 14:30 часот започнува 39-тото ФИБА Европско првенство во кошарка, кое ќе се игра во повеќе држави. Ова европско првенство ќе се одржи во 4 града: Загреб, Рига, Берлин и Лил. Домаќин на завршницата ќе биде Лил со мултифункционалната сала Стад Пјер Моро со капацитет од 27.000 гледачи. Македонската репрезентација се наоѓа во групата С, која што ќе игра во Загреб. Во група со нашата репрезентација се и фаворитите Хрватска, Словенија, Грција, Холандија и Грузија. Токму со последниве 2 репрезентации, Македонија ќе се бори за место кое води во следната фаза. ФИБА ја рангираше Македонија на 22-то место од вкупно 24 држави на првенството. Сите наши противници во групата се подобро рангирани, од кои најслабо котира Холандија на 22-то место. Најголеми фаворити на првенството се Шпанија, Франција и Србија, а тука се вбројуваат и Литванија, Хрватска и Турција. Првиот противник на Македонија е Грција. Мечот се игра денеска од 18 часот во Арена Загреб. Ова беше се во вестите на Канал Плюс. Со нови содржини се гледаме во 16:30. Имајте пријатен ден.